И кампот полека, но сигурно започнува да се буди пред околу 1 час. Овде на Идомен имаше голема магла, но за среќа маглата почна да се повлекува и сонцето што туку ни изгрева над нашиот камп. Ова е шаторот во кој што ние заедно со камерманот ја поминавме ноќта, но какви се условите, јас би сакал да зборам и за ова како е да се живее и како е да се спие во еден ваков шатор во текот на ноќта. Искрено, на секој 15 минути нам не беа потребни да се будиме, токму од причини што подот е навистина тврд и навистина е студено овде на Идомени во текот на ноќта. Имавме среќа што запознавме голем број на пријатели од Ирак кои што ни нудеа топол чај од ирачки чај кој што е навистина различен од македонскиот. Зборувавме, правевме муабет за животот, како е да се патува скоро 3 месеци, како е да се замине и како е да се напушти државата. Она што успеав да го сватам од тоа што ја поминав ноќта овде, што ми го кажа бегалците од Ирак на прашањето дали ви недостига вашата држава, дали ви недостига вашиот дом, тие велат дека нивната држава им недостига, но кога ќе се сетат дека во нивната земја има војна, не би сакале да помислат дека доаѓаат од таа држава. А околу тоа дали им недостига нивниот дом. Велат дека домот не е место каде што си се родил, туку домот е место каде што живееш со луѓето кои што ги сакаш. Вела дека луѓето кои што ги сакаат се околу нив овде во кампот на Идомени, така да овде се чувствуваат исто како да се и дома. Дел од оние бегалци кои што ги затегна, со кои што зборува во текот на ноќта, вела дека им се нудела огромна помош од грчки волонтери да бидат сместени во приватилишта во близина на Солун, но сепак тие одбиле да одат таму во Солун и сакале да останат овде во кампот со останатите бегалци, токму поради тоа дека сакаат да се заштитат помеѓу себе, сакаат да бидат сите заедно и да се борат против ова неправда. Денеска овде во кампот е мирно, нема никакви ескалирања, никакви протести од утрово, замајќи го фактот дека од денеска стапува на сила договорот кој што беше постигнат помеѓу Турција и Европската унија да бегалците од Грција бидат транспортирани повторно назад во Турција. Овде на Идомени се работи за огромен број на бегалци, околу 10.000 како што велат бегалците. Пред околу 1 месец имало околу 12.000, но таа бројка е намалена за само околу 2.000 лица. Оние лица кои што не можеле повеќе да издржат од овие катастрофални услови овде се вратиле назад во Турција и во тие приватни центри таму. Како што може камерата на телевизија Нова да забележи, бегалците веќе скоро се пробудени, започнаа со палење на огновите ширум кампот, започнаа со загревање на топла вода, започнаа со приготвување на доручек, токму поради тоа што овде во текот на вчерашниот ден тие добиваа храна со поминат рок, односно добиваа храна која што беше наталожена мувла на неа. Дел од бегалците кои што не ја забележале мувлата доручкувале, со што потоа има и стомачни проблеми во текот на денот. Јас би додал дека најмногу што се дискутира во кампот е прашањето каде би продолжиле во текот на утрешниот ден и каде се гледаат бегалците во иднина. Искрено, Иван, јас на тема бегалска криза работам подолго време и забележав дека бегалците со кои што разговарав пред 3-4 месеци, бегалците со кои што разговарам денес не размислуваат исто. Бегалците
пред 3-4 месеци беа навистина големи ентузијасти, велат, зборуваат дека се гледаат во Европската Унија, се гледаат како искусни работници, се гледаат како студенти, се гледаат како професионалци во областа која што ја работеле во Сирија, во Ирак и во Афганистан и сака истата таа работа да ја продолжат и во западните земји како Германија, Холандија, Франција и Австрија. Но оние бегалци кои што се во моментов неидомени, искрено немаат никаква мотивација, немаат никаква идеја каде би завршиле во текот на утрешниот ден. Поголем дел од нив дури не ни прифатија да зборуваат пред камерата на телевизија Нова. Велат дека секојдневно доаѓаат овде голем број на медиуми кои што ги прашуваат истите прашања како е тука да се живее. Тие велат дека ги пренесуваат едни исти информации, дека овде условите за живот се ужасни, дека се работи за недостиг на топла вода, се работи за недостиг на храна, се работи за недостиг на шатори каде што ќе може да ја поминат ноќта, но како што велат бегалците, овие изјави залудно ги давале на медиумите, бидејќи никој досега не го слушнал нивното барање и никој не ги слушнал нивните проблеми. Иван, доколку пропуштив нешто од ова сумирање, слободно повели со прашања. Иван, хигиенските услови овдека се ужасни, бегалците стравуваат од можни ширење на вируси и зарази токму поради периодот пролет кој што е најпогоден за ширење на овие вируси и на секакви зарази. Претежно ако се земе предвид дека овде на околу 500 метри квадратни живеат околу 10.000 лица и што навистина е таа голема бројка за луѓе собрани на една мала површина. Предпоставуваме и ние дека доколку започне например да се шири грипот или да се шират некои слични вакви вируси како грипот, ова болест и овој вирус многу тешко би се спречил токму поради тоа што хигиенските услови се многу лоши, а бегалците не добиваат и некоја соодветна медицинска помош. И ова би сакал да го напоменам само во ова моје јавување, а тоа е дека вчера бегалците со кои што разговарав велат дека во изминатите 2 недели забележале дури 4 змии како трагале околу нивните кампови, со што ова место, претежно западна и јужна Македонија помеѓу Поликастро и Гевгелија, е погоден за овие влечуги кои што во овој период започнуваат да се појавуваат околу шумата и околу дрвјата. Така да за бегалците кои што спијат во шаторите, навистина опасно и треба да внимаваат повеќе кога се работи за вакви опасности. Иван, за сега немаме такви информации, бидејќи овдека е мирно, но ако се земе предвид дека од денеска и официјално започнува транспортот на бегалците од грчкиот остров Лесбос во Турција, можни се такви протести овдека од овие бегалци на идомени со цел да изразат револт од ваквите одлуки кои што ги постигна Европската Унија.